Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија. Овде со мене во студијата се двајца млади лица кои што волонтираат во Црвен крст на Република Македонија, односно во општинската организација на Црвен крст во Кочани. Дечки, добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Така, еве за почеток да ги запознаеме нашите гледачи, колку време веќе волонтирате во Црвен крст? Јас сум волонтер на Црвен крст на Кочани веќе 10 години. Значи, започнав да волонтирам кога бев 7 оделени. Така, или ти? Јас волонтирам некаде околу 2 години, сум вклучен во активностите на клубот на млади, највеќе во делот на ПХВ дисеминацијата. Така, еве Бети, прашање за тебе. Од каде идејата да волонтираш во Црвен крст? Црвен крст како организација има активности кои што традиционално се организираат секоја година. Тие активности ние ги користиме најчесто за надградба на нашите капацитети и тие се од отворен карактер каде што може да се вклучат сите личности кои што се заинтересирани нели да бидат дел од нашата организација. Така се вклучив јас во Црвен крст, или може сам не. Така, или од каде идејата? Да, нашата општинска организација во тоа време организираше театарска представа во која се прикажуваше настанувањето на самиот Црвен крст. Бев вклучен во самата театарска представа и подоцна останав како волонтер во општинската организација. Така, еве колку време членувате? Бети, ти кажа 10 години. Така, или Да, ти? јас 2,5 години. Така, еве, како се организирани младите за спроведување на волонтерските активности? Младите за спроведување на волонтерските активности се организирани на општинско ниво и на републичко ниво. На општинско ниво тие се организирани во клуб на млади, каде што може да учествуваат, односно да членуваат и волонтираат лица до 30 години, а на републичко ниво сме организирани во Совет на млади, каде што членуваат представници од клубовите на млади на секоја општинска организација и значи тие се представници во Совет на млади на Црвен крст на Република Македонија. Така, еве колку членови број клубот на млади? Моментално нашиот клуб на млади има 30 активни волонтери. Така. Еве Иле, ти ни кажа дека си обучен ПХВ дисеминатор. Може ли да ни објасниш подетелно што представува тоа? Поемот дисеминатор всушност значи, или дисеминација, всушност е лице кое е обучено за да ги шири знаењата во врска со Црвениот крст и црвената полумесечина. Ние како Црвен крст одржуваме повеќе дисеминацијски сесии во која наша главна цел е на учениците во воспитно-образовните институции, па и во државните институции, се поблиску да се доближи знакот на Црвениот крст и хуманата дејност која ние вршиме до останатите граѓани. Така, еве ќе прашаме и Бети, како може да се стане волонтер на општинската организација, сите оние млади лица кои што сакаат да бидат во делот на хуманоста? Она што е најважно за да се стане волонтер на Црвен крст е да имаме желба за волонтирање, да помагаме на другите, да бидеме хумани и да одделиме дел од нашето слободно време кое што ќе го подариме во оваа хумана општинска организација. Значи, тоа е основен елемент кој што секој волонтер треба да го поседува. Инаку, значи, како што веќе кажав, најчесто волонтерите се вклучуваат во активностите кои што ги организираме ние како клуб на млади. И овде може да кажам дека битно е да се направи разлика помеѓу волонтер и член на клубот на млади. Така. Значи, волонтер е секој оној кој што сака да даде дел од своето слободно време за да се вклучи во нашите активности. Додека член е оној кој што плаќа годишна чланарина од 150 денари и има право да гласа и да биде носител на функција во клуб на млади. Функции кои што ги имаме во клуб на млади се лидер, заменик лидер, представник во Совет на млади и членови на координативно тело. Така. Еве Иле, ти ќе ни кажеш колку време се спроведува програмата односно ПХВ проектот? ПХВ проектот се спроведува веќе 20 години, почнувајќи од 1996 година, еден од ретките проекти во Македонија кои обстојува толку долг период. Самиот проект всушност е домашен производ, направен во склоп на домашните потреби на заедницата, поддржан е од Меѓународниот комитет на Црвениот крст на Република Македонија, како и Бирото за развој на образованието, а се имплементира всушност преку сите 34 општински организации на Црвениот крст.
во текот на неговото постоење временската рамка често пати знае да биде изменета се со цел да се направи да има подобри резултати. Така, еве, која е целта, односно која е визијата на овој проект? Што се работите? Да, самиот проект всушност главна негова цел е да направи интеракција помеѓу повеќето култури кои живеат во нашата држава. Тоа значи дека самиот проект има за цел да ги зближи културите, да ги разбере тие бариери кои меѓусебно ги има меѓу културите, затоа што највеќе има предрасуди заради тоа што не се познаваат културите меѓусебно. Исто така главна цел и помагање на социјално загрозени семејства преку кои самите лица кои ќе поминат тие обуки всушност имаат одредени знаења за цел да изработуваат проекти и да помогнат на одредено социјално загрозено семејство. Така. Еве, Бети, тебе ќе те прашам, кои се активности ги спроведуваат младите? Активности кои што ги спроведуваме младите во Црвен крст, најмногу, значи, се започнува со ПХВ проектите, Така. а потоа се оди на врсничка едукација. Значи, врсничката едукација ја правиме на повеќе теми со цел да се подигне свеста кај младите, за да се заштитат, нели, самите себе си, да го заштитат нивното здрави. Теми на кои што работиме преку врсничката едукација се трговија со луѓе, превенција од зависности и превенција од ХИВ-СИДА и сексуално преносливи болести. Така. Еве, друго за Црвен крст е тоа што тој организира многу хуманитарни акции и секако крводарителски активности. Нешто повеќе за ова да ни кажете? Ние како клуб на млади, значи, сме ангажирани во однос на крводарителските акции за самото изведување на терен. Значи, имаме стручен соработник кој што ги организира тие крводарителски акции, а ние само сме еден вид на поддршка. Она што ние како клуб на млади го правиме за да ги помогнеме тие крводарителски акции е што имаме мотиватор за крводарителство кој што работи на тоа да ја разви свеста кај младите колку е хумана работа крводарителството и колку е тоа битно. Така, еве, од досегашното твое искуство, можеш ли да ни кажеш колку кочанчани се хумани луѓе? Дали има доволен број на крводарители? Има, значи, досега ги исполнуваме годишните планови за крводарителство и има тенденција, значи, младите се повеќе сакаат да даруваат крв. Така. А еве, или ќе го прашаме за активностите кои што ги спроведува општинската организација во рамките на програмата, односно на ПХВ проект. Да, прво би се осврнал за имплементирање на програмата, како што веќе напоменав, таа се имплементира во сите 34 општински организации на Црвениот крст на територија на државата. Опфаќа обука на 1200 младинци на територија на цела држава или секоја општинска организација обучува по 30 младинци на ист унифициран начин. Има 3 обуки, од кои 2 ги држи ПХВ дисеминатор и едната држи самиот ПХВ инструктор. По поминатите обуки, самите младинци имаат одредени знаења со кои всушност можат да излезат на терен, да прават истражувања, да пронаоѓаат целна група и да ги истражуваат нивните потреби. Самите тие потоа, тоа се младинци од 15-16 години кои ја поминуваат обуката. Самите тие организираат, прават планови за организација на разни хуманитарни надпревари, концерти со што би можеле да добијат финансиски средства и да ја задоволат потребата на целната група која најчесто е од социјален загрозен карактер. По завршувањето на тој 2-месечен некаде период од акција на терен, проектите се склопуваат и се документираат, пошто се праќаат во ПХВ канцеларијата во Скопје, каде што тимот на ПХВ инструктори врши оценување на самите проекти, со што на крајот секоја општинска организација која има најдобри проекти добива пехар како награда за тоа дека има направено најдобри проекти на територија на национално ниво. На крајот младинците од сите општински организации се собираат на 3-дневна ПХВ работилница во Струга како награда за сработените проекти, мали проекти кои ги имаат направено. Таму се дружат со сите други младинци од цела држава и меѓусебно споделуваат искуства. Така, може да се научи многу, така. Да, тоа е едно неформално една размена на искуства, размена на искуства за тоа како уствари поминал целиот ПХВ циклус во текот на
на тие 2-3 месеци активна работа и од 21 до 27 септември исто на унифициран начин се одржува и ПХВ неделата. Така. Еве, Бети, да ни кажеш дали имате учествувано на државни напревари во прва помош? Јас за тебе знам дека ти имаш извршена обука за шминкери, така? Да, јас Знаеш да симулираш на вистина една вистинска рана. па тоа е шминкерот за реално прикажување на повреди е Каде клучен- ја изврши таа обука? Бев на обука која што е организирана преку Црвен крст на Република Македонија, значи секогаш кога има потреба се организира обука за шминкери кои што потоа учествуваат во организацијата и извршувањето на надпреварите во прва помош. Да се биде шминкер е многу битно, бидејќи така им овозможуваме на самите членови, самите екипи за да се И најдат општо на целиот народ, така. да се најдат во една вистинска ситуација како би изгледала една повреда кога доколку тие би требало нели да ја превенираат. Самата активност на Црвен крст да организира општински надпревари, а потоа и наши екипи да испраќаме кои што ќе учествуваат на државни надпревари во прва помош е многу битно, бидејќи првата помош е неопходна за сите да ја знаат. Нашиот клуб на млади организира секоја година општински надпревар во прва помош, каде што учествуваат екипи од основните и средните училишта од Кочани и околината. Од средните училишта екипата која што ќе победи се испраќа на државен надпревар во прва помош. Оваа година нашата екипа го зеде второто место. Браво, одлично. Еве, или ќе ни каже кој е успехот до реализација на овие активности? Зборувајќи за нашата општинска организација, за минатиот циклус испративме 5 мали проекти изработени од младинци од 15 и 16 години, од кои имавме 2 проекта со сонце. Фаза 5 и сонце, тоа значи дека сонцето се добива во оној момент кога самите ПХВ инструктори процениле дека е направена огромна промена во животно-социјалната група за која е бил наменет проектот. Инаку, за илустрација на национално ниво, лани има изработено 192 мали проекти, што значи дека на 192 семејства е помогнато на цела територија на државата и тоа е доста добра бројка. Така, еве, кој е клучот на мотивацијата? Како останувате мотивирани? Клучот на мотивацијата е во тоа што по завршување на самиот проект ќе ги видите задоволните лица на луѓето на кои им е помогнато и тоа кај вас се раѓа поголема мотивација за продолжување на таа хумана дејност која сме ја почнале, да ја довршиме до крај. Исто така мотивацијата добиваме и од ПХВ инструкторите кои безрезервно ни даваат поддршка во текот на целиот циклус, соработката со стручната служба, лично за мене и работата со млади луѓе кои ме полнат со позитивна енергија и мотив да продолжам да правам хумани работи, а и самите младинци всушност со тоа што волонтираат и што помагаат ја добиваат мотивацијата за исто да продолжат и да останат и да се задржат во нашиот клуб на млади. Така, еве, или можеш ли ти да ни кажеш како се станува дисеминатор? Дисеминатор всушност се станува на тој начин што самиот секретар на општинската организација има добиено одредени критериуми по кои треба да го избере дисеминаторот и да биде испратен на обука. Според тие критериуми секретарот го избира дисеминаторот, тој оди на обука и подоцна тој си ги презема сите активности и одговорности кои ги носи таа титула. А еве, Бети, ќе ја прашам за крај што ти исполнува во работата во Црвен крст? И дали ќе продолжиш и понатаму да волонтираш? Па јас мислам дека Иле го каже сето она што мене ми исполнува. Пред се хуманоста, така. Пред се хуманоста, точно, значи да се помогне на некој е многу битен елемент и самото чувство кога ќе видиш некого насмеан, некого кој му си му помогнал, е многу битно. И она што е многу важно за Црвен крст и за сите наши членови е тоа што ние се стремиме да даваме, а не да добиваме. Значи, многу е битно да даваш. Така, еве, за крај, што друго може да очекуваме во најскоро време од Црвен крст? Некои активности кои што ќе се реализираат доправа?
Па, ние Дали сте информирани или сепак уште се работи? Сите активности кои се предвидени според календарот на активности на Црвен крст на Република Македонија, нашата општинска организација се стреми да ги реализира во текот на годината. Така да овде можам да упатам и апел до сите млади луѓе кои сакаат да волонтираат во нашата општинска организација, дека вратите на Црвениот крст се отворени и дека слободно може да дојдат и да не се приклучат во клубот на млади. Така, дечки, јас многу ви благодарам што одвоевте време да гостувате во мојата емисија Рано наутро. Ви посакувам многу успех и понатам. Благодарам и на вас. Така, почитувани гледачи, ова беше разговорот со Бети Прошева и Иле Матеничарски, волонтери во Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Овде го завршуваме разговорот, ќе направиме на кратка пауза со една македонска песна, потоа се враќаме во студио и продолжуваме со другите содржини се до 10 часот.